Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. За датум ќе почекате. За еврокомесарот Јоханес Хан, членството на Македонија во ЕУ е реално остварливо, но прашањето кога е многу чувствително. Како знаете дека не сте хомосексуалец ако не сте пробале? Скандалозен прашалник за средношколци во учебникот по животни вештини. Не е учебник, туку е прирачник. Бирото за развој на образованието не чувствува одговорност за шокантниот сексуален прашалник за средношколци. Тетовскиот публицист доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни во Белгија ја почна европската турнеја на делото Македонци – милениумски сведоштва за идентитетското име. И по состанокот со општинарите, прволигашкиот женски фудбалски клуб Љуботен не доби согласност за играње на градскиот стадион. А денешната емисија ќе ја започнеме со две вести од општина Битола. Во Битола се одбележа 81-та годишнина од смртта на народниот херој Стеван Наумов Стив, кој заедно со Мите Богоевски загина на 12 септември 1942 година кај местото Болно во Ресенско. Во нивна чест пред споменикот на Стив Наумов свежо цвеќе положија заменик градоначалникот на општина Битола Бојан Бојковски, представниците на Советот на општина Битола, представници на општинската организација на Сојузот на борци, како и ученици од основното училиште Стив Наумов. Со надпреварот помеѓу македонскиот ракометен првак Еврофарм Пелистер и норвешкиот Колстад во спортската сала Боро Чурлевски во Битола започнаа надпреварите од Лигата на шампионите. Ракометарите на битолската екипа добиваат огромна поддршка од своите спортски фанови кои до последно место ги исполнија трибините. Општина Битола во досегашниот период заедно со своите соработници интензивно работеше на создавање на потребните услови согласно европските стандарди за вакви надпревари. Поддршката продолжува. Да им посакаме многу среќа и нови успеси на нашите ракометари од ракометниот клуб Еврофарм Пелистер, велат од општина Битола. Sestri Makedonci. Durot iskona, narod izmačen, sekade po sveto drasen. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastena. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Sonce to naše nadaleku gre, od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slonaske žive, braća, sestri Makedonci.
se znaje do kade Makedonija. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce to naše nadaleku gre, ej od večni vekovi. Sonce to odkudleš, slonaske žive, braća, sestri, Makedonci. Sonce to odkudleš, večno ke žive, braća, sestri, Makedonci. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Aida, oi me ano, aida, oi me, aida, oi me ano, gorni otporoj, aida, oi me ano, gorni otporoj, gorni otporoj, ano, gorni otporoj, gorni otporoj, ano, čaršijata, gorni otporoj,
Jano, 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 de gidi bela Jano, 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 mori pusta Jano. Da te gledam, Jano, da li ti prilegat? Da si puknad, Jano, da si puknad, da si puknad, Jano, dušmanite i mojite, Jano, i tvojite. Te gidi, Jano, mori bela Jano, te gidi, Jano, mori bela Jano, of Jano, 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 te gidi bela Jano, 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 mori pusta Jano. Македонија. Македонија. Еврокомесарот за буџет и администрација Јоханес Хан смета дека е реално остварливо Македонија да и се приклучи на Европската Унија во следните неколку години, но дека е несериозно да се даде точен датум. Тој во интервју за телевизија Телма вели дека прашањето кога е чувствителна форма затоа што тоа секако зависи од напредокот кој државите го остваруваат. Тоа што е јасно, тоа што е се уште валидно и ќе биде во иднина е дека целиот процес е заснован на заслуги. Тоа значи дека ако државата исполнува, треба да ги добие и заслугите за тоа. Затоа не чекаме сите да бидат подготвени за пристапување, туку ако некоја држава порано биде подготвена, тогаш така треба да биде. Во случајот на Македонија, таков е впечатокот што го добив по денешните дискусии, исто така и сите информации кои ги слушнав и прочитав. Македонија постигнала прилично голем напредок на нејзиниот пат кон Европската Унија. Затоа мислам дека треба да бидеме оптимисти, мислам дека е реално остварливо Македонија да и се приклучи на Унијата во следните неколку години. Но да се даде точен датум е многу несериозно. Прашан кој повеќе потврли во девизата ако вие испорачате и ние ќе испорачаме, Хан во интервјуто одговори дека никој не е совршен и дека ги критикува и земјите членки. Мислам дека никој не е совршен, јас исто така ги критикувам и нашите членки, бидејќи навистина имаше ситуации кога Македонија го заврши својот дел и тоа не беше адекватно почестено. Но ќе повторам, тоа е начин кој се уште не е комплетен и мислам дека не треба да ги набројуваме индивидуалните неуспеси или како и да е. Мислам дека секогаш треба да гледаме напред. Ако го погледнеме севкупниот развој изминативе неколку години, има јасен напредок, јасна насока, јасна поддршка. Исто така и има и силна поддршка и во земјата и ние треба тоа да го наградиме, посочи Хан. Затоа, со кои аргументи сега би ги убедиле граѓаните за повторна отстапка за уставните измени, Хан рече дека генералните околности се значително променети и дека постои моментум и подготвеност, посочувајќи дека сега има голема посветеност од председателката на Европската комисија и силна поддршка од председателот на Европскиот совет за проширување.
ќе те спомнам, мил мој народе, да пеам јас со сиот глас со вас, каде и да бидете, да пренесам јас топлина со песна македонска. Ајде на оро весело, момци македонци, и моми наши убави, лични насмејани. Само ние знаеме да се веселиме со песна наша убава, баш македонска. Ајде на оро весело, момци македонци, и моми наши убави, лични насмејани. Само ние знаеме да се веселиме со песна наша убава, вечна македонска. Македонија. Македонија. Што сметате дека ја предизвика вашата хетеросексуалност? Дали е можно вашата хетеросексуалност да е само фаза која ќе ја надминете? Дали е можно вашата хетеросексуалност да потекнува од страф од истиот пол? Зошто вие хетеросексуалците се обидувате да ги натерате сите да бидат во вашата сексуална ориентација? Дали би сакале вашето дете да биде хетеросексуалец или хетеросексуалка, знаејќи ги проблемите со кои се соочуваат, како прељуби, болести, разводи? Ако хетеросексуалноста е нормална, тогаш зошто многу хетеросексуалци се лица со ментални нарушувања? Иако човек тешко може да поверува, сепак ова се прашања во работната тетрадка за средношколци по предметот Образование за животни вештини. Авторот на прашалникот е извесен Ерик Џост, активист и обучувач на адвокати за млади, а учебникот е одобрен од Бирото за развој на образованието. Ваквите скандалозни прашања предизвикаа бура од реакции на социјалните мрежи, а меѓу првите што реагираше е доктор Александар Митов, кој преку Фејсбук го повика Министерот за образование Јетон Шаќири да и даде објаснување на јавноста. Што се случува, бре луѓе? Министре Шаќири, во ред ли е ова? Дали се ова вредностите на ДУИ? За СДСМ не ни прашувам. Е само овој учебник да е, а не е само ова. Просто се решени да тераат агенди спротивни на волјата на 90% од населението. Ако едно друго прашање од така наречениот учебник пак вели, ако знаеш дека хетеросексуалноста не ти е само фаза, демек да се предомисли детето, не можам да поверувам колку тенденциозно е пишувано со јасна намера да ги збуни децата, да ги тера во тој правец, пишува доктор Митов. И пастирот на Евангелиската црква Филип Иванов реагира дека прашањата се манипулативно формулирани и насочени кон децата. Ете вакви и пострашни нешта допрва се готват во кујните на сите тие невладини организации во соработка со неколку пратенички во собранието. Според нив, ова се основни животни вештини кои им се потребни на децата и младите. Секако, зашто без ова, како инаку ќе регрутираат деца за својот изопачен и хиперсексуализиран светоглед. Поради ова и еден куп други нешта, апел до вас родителите.
Обрнете поголемо внимание на своите деца, внимавајте што им се сервира како нормално, бестрашно предизвикајте ги авториве и дајте им до знаење дека нашите деца се наши деца, не и припаѓаат на државата или на родовите идеолози кои сакаат да експериментираат со психата, односно душите на децата и младите, за добро на децата, ова нема да помине, напише Иванов. Večerva da vi zapejam radosta i tagata da ja opejam svi što ste dojdeni ve pozdravujem i so čaša krenata vina zdravujem ajde se ga stanete site na noze
Македонија. Бирото за развој на образованието тврди дека скандалозните прашања за хетеросексуалноста кај средношколците не се испишани во учебникот по предметот образование за животни вештини, туку во изготвениот прирачник за наставници кој е одобрен уште 2011 година. Наставната програма, велат од Бирото, не е задолжителна, односно наставниците во средните училишта имаат слобода да изберат кои содржини и соодветно на тоа кои работни листови ќе ги реализираат и во кој период од учебната година, со цел да одговорат на потребите на адолесцентите. Наставната програма за образование за животни вештини не се однесува на наставен предмет, туку може да се реализира на часот на класната заедница со учениците од 1 до 4 година во сите видови средно образование. Во програмите за средно образование од 1 до 4 година во темата здраво живење има разработено содржини, цели и активности кои се однесуваат на сексуалното здравје. Со оглед на тоа дека прирачникот, како и работните листови и наставната програма за образование за животни вештини се изработени пред една деценија, истите ќе бидат предмет на ревизија во наредниот период, кога се планира реформа на средното образование согласно новиот закон за средно образование. Сличен скандал изби и во март годинава во основното училиште Свети Кирил и Методи во Скопје, кога на учениците од прво оделение им биле поделени работни листови за домашна задача, на кои од децата се барало да напишат рецепт за среќно семејство. На илустрацијата е прикажано семејство од двајца мажи и дете, а едниот од мажите го држи детето во раце. На истиот работен лист во долниот дел има илустрација од две женски лица кои се држат за рака и разговараат. Дел од корисниците на социјалните мрежи тогаш коментираа дека тоа е дел од пропагандата која е застапена во училиштата, според која учениците треба да се навикнат дека семејството не мора да се состои од маж и жена, туку може да биде истополово. Сепак училиштето тогаш објави дека станува збор за злонамерна, избрзана и извртена перцепција на целата ситуација, онака како што некој сакал да ја гледа и толкува. И тогаш во одговор училиштето наведе дека не станува збор за работни листови од Министерството за образование и наука, туку за наставни листови и дека на илустрацијата според наставната содржина е прикажано едно родителско семејство и тоа татко и синови и мајка и ќерка. Zmija mi vleze v pazu, podaja na ženo katarađanu, da mi izvadiš zmijata. Bez rakaja ne ostajanuvam mažu, bez tebe je kesi ostanam. Bez rakaja ne ostajanuvam mažu, bez tebe je kesi ostanam. Sestro Rakatađanu, da mi izvadiš zmijata. Bez rakaja ne ostajanuvam bratu, bez tebe
oceanum da mi izvadiš zmija. Bez race je kesi, ostanam sinko, bez tebe ne ostanu. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Sekogaš od uša peja, samo da me razvesela.
Тетовскиот публицист доктор Бранислав Светозаревич Покорни вчера во Ватерло до Брисел во Белгија ја почна новата европска турнеја за промоција на големиот научен труд Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Како промотори беа Александар Крстевски, председател на Светскиот македонски конгрес за Европа, и Маја Славева, докторант на безбедносни науки, а присуствуваа и голем број македонци кои живеат во Белгија. Делото на Бранислав Светозаревич представува комбинација од збирка од над 1000 документирани сведоштва од целиот свет. Тоа не е книга која ќе ја прочитате како роман. На неа се навраќаме многу пати, а неретко ја препрочитуваме, затоа што периодот од 2000 години од пропаста на македонската античка држава до создавањето на македонската современа држава е препон со борба, со маки, но и со славје. Моменти кои не потсетуваат дека постоеле неброени знајни и незнајни македонци кои не само што го пренесувале името на нивните наследници, току го прифатиле да го носат по цена на секакви жртви, истакна Маја Славева. Светозаревич се обиде да ви пренесе колку е значајна оваа книга за Македонија, порача Александар Крстевски. На неја има работено долго време, меѓутоа тајмингот во кој излезе оваа книга е фантастичен. Во овие моменти кога Македонија е нападната од многу страни, оваа книга е нуклеарна бомба, особено за бугарите. Книгата докажува дека македонецот е само македонец и ништо друго, истакна Александар Крстевски. Авторот рече дека повторно ќе мораме да се преброиме како македонци. И тоа е подобро така, да знаеме на што сме и од тука некаде да ја запишеме нашата приказна. Македонија која ниту има почеток, ниту има крај. Во денешницава изгледа дека ние сме виновни што сме македонци. Ние сме криви што сме живи во оваа специјална војна. Секаде каде што македонецот ќе допре, тој го носи името Македонија со себе. Ова дело не е мое. Оваа книга е на сите македонци ширум светот и означува точка на спојување на сите македонци, истакна доктор Бранислав Светозаревич Покорни. Книгата која од месецов ја има и на англиски јазик, веќе ја бараат и поединци од други народи, а таков пример е германскиот истражувач и историчар Флориан Виест, кој докторира на темата Македонија. Следните промоции на книгата се во Париз во Франција, пошто следуваат и две промоции во Италија. Октомври е предвиден за промоција во Хрватска и Србија. Cela noć sedam i misla
Женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово до општина Тетово сектор за стопанисување со спортски објекти поднесе барање за да го одигра својот надпревар на градскиот стадион во Тетово. Во барањето се вели: Женскиот фудбалски клуб Љуботен како двократен шампион и освојувач на Купот на Македонија, а воедно и најдобриот спортски репрезент на градот во последните неколку години, бара од општина Тетово да има возможи надпреварот на четвртото коло против Женскиот фудбалски клуб Скопје да го одигра на градскиот стадион во Тетово. Надпреварот ќе се одигра во сабота, тоест денес, со почеток во 16 часот и 30 минути по локално време. Во прилог на позитивниот одговор оди и фактот што екипата на ФК Шкендија овој викенд својот надпревар ќе го одигра на гостински терен, тоест стадионот ќе биде слободен. Исто така, според изјавата на градоначалникот дека на градскиот стадион може да се играат само прволигашки надпревари, истиот услов и тоа како го исполнуваме и сме 2 години поред шампиони на Македонија. Би ве замолиле во интерес на двете страни да ни овозможите одигрување на овој дерби надпревар на градскиот стадион во Тетово. По ова писмено барање, состанок со одговорните лица во општината, прволигашката женска екипа Љуботен не доби согласност да игра на градскиот стадион во Тетово. Според информациите кои ги соопштува клубот, од општината добиле само ветување дека тоа е возможно по 24 септември. Во врска со барањето на Женскиот фудбалски клуб Љуботен за одигрување на надпреварот од четвртото коло на градскиот стадион во Тетово, по состанокот со одговорните лица, одговорот е времено не. Како главна причина за одбивање е фактот што теренот се наоѓа во фаза на репарација, истиот според изведувачот на работите не смее да се користи до 24 септември. Во разговорот добивме ветување дека идните дерби надпревари ќе ги играме на градскиот стадион. Се надеваме на успешна заедничка комуникација во корист на спортот, соопштуваат од Женскиот фудбалски клуб Љуботен. Što si vefne големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Ајде што си вефне големото друштво, големото друштво, сите пијаници. Кој војник појде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Кој војник појде, кој затвор појде, кој граница фати, дома не се врати. Даде Господ да се собериме, да се собериме до луѓени мале. Ајде даде Господ да се собериме, да се собериме до луѓени мале. Прлеке печиме
16 godini. Prle ke pečime, vino ke pijeme, mome ke ljubime, po 16 godini. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing. Kaži, oblače lebelo, otkaj ideš, što si neveselo, dal go vide moj to rodno mesto, dal ja slušna majka mi što zbori, dal go vide moj to rodno mesto, dal ja slušna majka mi što zbori. Jaz go vidoh tvoj to rodno mesto i ja slušnoh majka ti što zbori, daleko je moj to čedo milo, so tuginci tugi lebdeli, daleko je moj to čedo milo, so tuginci tugi lebdelilo.
majka da pregrna. Vreme ide, doma da se vrnam, da se vrnam, majka da pregrna. Da se vrnam, majka da pregrna. Пред самиот крај еве уште две куси вести од Тетово. Еден тетовчанец и еден албански државјанин во Тетово ограбиле покојник и против нив е поднесена кривична пријава. Тие првично му помогнале и го однеле во болница 71 годишниот човек на кој му се слошило, но кога тој починал во болницата, со измама го ограбиле. СВР Тетово поднесе кривична пријава против ЕР, 26 годишен од Република Албанија, со живеалиште во Тетовско Врапчиште, и ХЗ, 24 годишен од Тетово, поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело тешка кражба. Во угостителски објект во Тетово пријавените го забележале ТЛМ, 71 годишен од Тетовско Вешала, на кој му се слошило и го однеле во клиничката болница во Тетово, каде што починал. При тоа, пријавените лажно се представиле како негови роднини и од него одзеле пари, лични документи и 2 мобилни телефони и се стекнале со противправна имотна корис од околу 40.000 денари. 42 годишниот тетовец ВЗ во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 11 часот и 30 минути во Тетовско основно училиште неговиот малолетен син бил физички нападнат од тројца ученици во истото училиште, а едниот од нив употребил метален предмет, известува секторот за внатрешни работи Тетово. Набрзо случајот е расчистен, идентификувани се тројцата малолетници, разговарано е со нивните родители и со представници на Центарот за социјални работи. По документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Ти ме знаеш, чашо златна, друшкена и верна. Само ти го памтиш, срчо мила, моето минато. Со тебе сум толку многу испил, некогаш и поднапил. Со тебе до часот пишан суден, ке сум катаден. Свршени уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо од давнини. Вајцата истрошени и во песна стопени. Плачеме и пеме, чашо од убавини. Те прашат, чашо златна, нема онеми. Никому ни збор да не си рекла,
колку си со мене. Ако мене пак ме праша чашо, зашто сум со тебе? Нека биде тајна што ќе гори вечно во мене. Свршени уморни, се уште сме заедно. Жали ме за спомени, чашо е од давнини. Вајцата истрошени и во песна стопени. Плачеме и пеме, чашо од убавини. Драгини оставија виното и песните, ама убавините, чашо вечно ќе ги памтиме. Драгини оставија виното и песните, ама убавините, чашо вечно ќе ги памтиме. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никак, Вецеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата.
Од првин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била керка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар. Следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг.
Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква.
раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.